Трајно решение треба да добијат лицата со траен инвалидитет, изјави денеска министерот за здравство Азир Алију, потенцирајќи ги бројните поплаки од комисиите за здравство. И ние направивме работна група помеѓу двете министерства и таа работна група после неколку состаноци по моје барање да смениме и закон ако треба, не известија дека закон не треба да се смени во оваа фаза, бидејќи законот дава можност за трајен инвалидитет, но ќе треба да се работи повеќе со комисиите за да може комисиите реално да видат таму кај што има трајен инвалидитет да се даде тој трајен инвалидитет. Јас пред 2-3 недели пратив писме до сите комисии за да може да ги анализираат тие пациенти што навистина имаат трајен инвалидитет, да не треба да се појавуваат, туку да имат решение за трајен инвалидитет. Зошто овие лица непотребно се малтретираат? Јас ќе имам средба со сите комисии и ќе анализираме таму кај што има можности законски, бидејќи сепак тие на крајот на денот се професионалци, на крајот на денот тие треба да се потпишуваат и да даваат решение за трајен инвалидитет, но како и да е, некои пациенти имаат очигледно проблеми со здравјето кои што очигледно не може здравјето да се подобрува. Од пример, ако нема нога, не може да нема трајен инвалидитет, бидејќи ногата е орган кој што не расте. Како и да е, после средбите и после анализите од работната група, ќе излеземе со јасна предвидена динамика. Алију денеска потврди дека во здравството има злоупотреби со листите на чекање, но и злоупотреби во отсуство на работа на лекари и останат медицински персонал. Фингерпринтот функционира во Министерството за здравство и секој ден и јас се скенирам. Исто така функционира во 3 клиники во клиничкиот центар Мајка Тереза, во клиника за инфективни болести, во Тоарилус во еден дел и во трансфузиологија, но се уште е во пилот фаза таму, кај нас веќе не во Министерството, но таму заради тоа што имаме дел од вработените кои што се на годишен одмор, па треба да се вратат и се уште немаме 100% вработени кои што веќе ги има во базата. Азир Алију е точно 1 година на функцијата министер за здравство, но не знае дали ќе биде опфатен со најавената владина реконструкција.